Утро, Суза, до тебе и до сите гледачи на Добро утро. Секој утро, пред да го започнеме разговорот, јас сакам да те прашам дали ти штедиш и дали зашто ги трошиш парите, односно кои што ги штедиш и на кој начин штедиш? Толку се трудам да штедам, но тешко ми оди, морам да ти признаам, Ивана, бидејќи јас сум човек кој живее од плата, како и ти, како и сите ние овде во Алфа телевизија, и длабоко сочувствуваме со народот кој што навистина тешко ги преживува овие невремиња, но верувам дека има и такви кои успеваат нешто и да заштедат. Да, се работи нели Суза за различни начини на штедење, кој сака нели да заштеди, да си купи можеби огревно дрво, верувам дека дел од гледачите штедат за тоа, кој штеди нели да замине можеби еднаш во годината на одмор или на некое патување, или пак за долгата зима која што ни доаѓа, различни типови на штедење, или пак некој можеби верувам дека штеди за подобро образование на своите деца или на внуци. Но денеска токму на светскиот ден на штедењето ќе разговараме за тоа колку во Македонија може да се штеди, кој може да штеди, какви начини на штедење имаме. Секако, како што спомена и ти, наш соговорник ова утро е Билјана Дуковска од платформата за борба против сиромаштија. Билјана, ќе ви посакам добро и убаво утро на самиот почеток. Велите пред во изминативе во една ваша изјава дека во изминативе 3 години немаме стратегија за борба против сиромаштијата. Во Македонија има навистина високо ниво на сиромаштија, односно тоне македонскиот народ во сиромаштија. На што се должи тоа што во изминативе 3 години немаме никакво подобрување во однос на сиромаштијата? Најпрво добро утро да вам и до вашите гледачи. Да, навистина изминативе 3 години Македонија нема стратешка рамка за намалување на сиромаштија, меѓутоа тоа не значи дека не се работи на тоа поле. Она што отсуствува е во суштина координација на голем број на политики кои што го задираат прашањето. Сега на што се должи тоа? Се должи на одлука на владата да започне креирање на национална стратегија за развој за период до 2050 година, во која што треба да биде опфатено и намалувањето на сиромаштијата. Меѓутоа, за жал, тоа не е процес кој што трае не еден ден или еден месец, а веќе 3 години се подготвува, не знам кога ќе се појави, од кога ќе се појави, ќе има акционен план и така натаму. За жал, а во меѓувреме ние сме оставени како држава да приоритизираме само во сегменти, делот социјална заштита, делот развој на човеков капитал, делот економски раст, меѓутоа не еден опфатен сет на политики и вредности кои што навистина ќе доведат до намалување на процентот, и затоа стои сиромаштијата, парцијално се допираат проблемите. Така, може ли во една земја која што тоне во сиромаштија да си дозволи македонскиот народ да заштеди нешто? Многу е различна сликата на луѓето кои што живеат тука, од луѓе кои што се во екстремна сиромаштија и живеат со 50-100 денари на ден и тие навистина не можат ниту да заштедат, ниту им е доволно да го поминат денот, до такви кои што имаат сериозно големи примања и кои што можат не само да заштедат, туку и да инвестираат со парите кои што им остануваат. Она што е важно да се знае за групата на луѓе во сиромаштија или во ризик од сиромаштија, дека тие кога зборуваат за заштеда, во суштина велат јас кратам за да можам да си дозволам нешто, значи сумата на пари која што имаат, како што кажавте, штедењето или кратењето кое што го прават е всушност на дополнување од едно во друго, значи ќе намалиш на храна за да имаш огревно дрво или обратно, за да може да се протурка месецот или годината. Каде го гледате излезот во сиромаштијата? Верувам дека тоа е многу долгорочен процес, но еве за почеток 3 години не сме мрднати од таа мртва точка, но каде можеме да го гледаме излезот или еве подобрувањето на некој начин? Процентот на луѓе кои што живеат под линија на сиромаштија не е тука 3 години, него повеќе од 10 години, оди плюс минус процентче нагоре надолу, меѓутоа нема драстичен исчекор. Она кое што сега го направи економската и енергетската криза покажува зголемување на процентот на граѓани кои што живеат во сиромаштија, меѓутоа она што треба да се направи е, ако ги слушнете граѓаните и нивните барања што ним им е потребно, тоа е да имаат повеќе пари во семејните буџети.
Значи потребни се подобри плати за достоинствен живот, потребни се поголеми социјални издатоци, значи социјална помош, не доволна само да не се умре, туку да може да се живее со нејзе до момент додека не се почне да се заработува. Значи еден сет на поголеми материјални примања во домакинствата. Граѓаните знаат дека парите не доаѓаат од небото, нели? И затоа инвестицијата и во образование, и во социјални услуги, и во поддршка која што ќе им гарантира успех во општествениот живот е исто така од исклучителна важност и во суштина токму тоа го носат стратегиите за намалување на сиромаштија, затоа што таа не е секогаш зголемување само на социјалната помош или само вработување по секоја цена. Така, денеска, 31 октомври е светскиот ден на штедењето. Како да се штеди во вакви услови, како да се штеди кога имаме двоцифрена инфлација веќе подолг период, сите цени на сите продукти се покачени, сите енергенси се покачени, буквално се е покачено во однос на цената во земјава, а пензиите се исто речиси со некое многу минимално покачување. Како да штедиме во вакво време, односно да заштедиме нешто? Луѓето кои што имаат искуство во сиромаштија се вистински експерти и виртуози како од едно да направат две. За жал тоа се одразува на нивната состојба. И ако ги прашате, например, како имаат доволно за храна со една пензија во семејството, ќе ви кажат дека најчесто се вари една манџичка во која што нели има малку повеќе вода, ама ти се претера денот. Ете така се штеди. Се штеди кога се скусува од она кое што ви е планирано за да го поминете денот. Нема шанси да зборуваме за штедење за одмор или за патување или за подновување во домот. Значи нашите семејства се соочуваат со ризици од неможност да си поправат работи во домот, да си посветат внимание на здравието, значи поправка на заби или било каков медицински витамински суплемент кој што може да им помогне, значи тоа е недостапно. Така што кога зборуваме за штедење кај луѓето со ниски приходи, речиси е невозможно да го гледаме еднакво како кај оние кои што имаат редовни, постојани и приходи повисоки од основните потреби за живот. Да, во ваков здравствен систем како што го имаме во земјава, па и образовен систем, неминовно е нели да имате некој денар на страна за не дај Боже за кога ќе е потребно да се посети болница или како што споменавте и вие да се поправат забите или она што е неопходно за нашето здраве, нели сепак тоа е најважно од се. И за крај Билјана би ве прашала каде го гледате излезот, односно имаме ли за брзо време излез од овој процес кој што само оди надолу? За брзо време нема да се случи чудо, никогаш не се случува чудо кај процеси кои што долгорочно треба системски да се решаваат. Она што очекувам е реакција на многуте апели кои што ги испративме во изминатиот период, особено во изминатите неколку месеци, за тоа посистемски да се пристапи кон намалување на сиромаштијата, вклучително значи и на пензионерите со најниски примања, меѓутоа имаме и многу различни категории во луѓе кои што запаѓаат во ризик од сиромаштија. Тука не се младите како една сериозна ранлива категорија која што покрај тоа што нема доволно приходи се соочува и со неможност да најде добро платена работа, непочитување на нивните работнички права, несоодветно сетирање на услуги кои што може да им помогнат да се снајдат, несоодветна инфраструктура која што би им дала поддршка, несоодветна економска и културна активација која што може да им пружи развој понатаму. И сега ги споменувам младите, меѓутоа ова важи и за голем дел од работоспособното население. Значи не е доволно само да се има желба за намалување на сиромаштија, потребно е да се има политичка одлука и стратешки пристап. Билјана, ви благодарам на одвоеното време. Се надавам дека ќе имаме подобар излез од сиромаштијата, како што спомена
Либљана во нашава земја, односно голем број од граѓаните немаат баш и услови за штедење, иако денеска е светскиот ден на штедење, односно штедат со тоа што скратуваат од едно добро за да си приуштат друго добро, како што спомена и таа, дел од луѓето штедат во однос на храната за да можат да си купат огромно дрво или пак кога ќе дојде зимата да можат да си ги платат сметките за електрична енергија кои што се драстично повисоки во однос на другите месеци или пак обратно си ускратуваат од едни добра за да можат да си приуштат соодветна храна која што е потребна за еден човек нормално да работи, нормално да функционира во текот на денот. Така е, Ивана, кај нас зборот штедам би го заменила со страдам, бидејќи кај нас за да се постигне да се штеди некако треба да се страда, како што кажа и ти, граѓаните скратуваат, ама баш од се за да можат да заштедат некоја сума, за да имаат за убави или за не толку убави прилики во животот.